Продолжуваат контроверзите околу изборот на председатели на судови. Судијата Иван Џолев, кој му е единствен против кандидат на екс-председателот Владимир Панчевски во трката за прв човек на Скопска единица, ја тужи комисијата на факти која покрена постапка за негова одговорност. Џолев се сомнева дека комисијата сака да го исфрли од изборната трка. Од комисијата пак дека судијата не ги почитувал роковите со што застарувал постапки. Адвокатот на судијата Џолев, Стеван Павлевски, побара расправата на која се утврдува судиската одговорност по преставка на антикорупцијска од 2014 година да се одложи се додека не заврши кривичната постапка пред основното јавно обвинителство. Сепак, комисијата одлучи да ја одложи само денешната расправа, а за барањето ќе одлучувале колективно на седница. Дека во 2014 година судијата Џолев се огласил за ненадлежен и за таа своја одлука известени се многу институции во Македонија. Врховниот суд, Републичкиот судски совет, понатаму апелациониот суд учествувале во некои разрешувања на овие прашања. Меѓутоа 2 години не се одлучувало и нема никаква оценка дали е злоупотребено правото на одлучување од судијата или не. Зошто сега се одлучува така? Ние заклучуваме дека тоа е злонамерно од страна на претседателот на Советот. Од комисијата за факти пак се сомневаат дека судијата е тој кој не ги почитувал роковите во постапувањето и со тоа придонел да застарат судски постапки. За телевизија Нова од комисијата брифираат дека се огласувал за ненадлежен по предмети на антикорупцијска и не давал регуларно право на жалба. Ова е втора преставка за утврдување на одговорност против судијата Џолев. По првата која ја поднесе токму неговиот ривал Панчевски се уште нема одлука. Ако одлучи во корист на подносителот, тогаш за судбината на судијата одлучуваат во судскиот совет.